Исклучително лош викенд е за младите категории фудбалери од школата на Победа. Резултатски не запаметен од натпреварувањето трета година откако се натпреварува во првата, а и претходно во втората лига. На 6 одиграни натпревари од можните 18 освоен е само еден бод, што значи дека претрпени се дури 5 порази, а одигран само еден нерешен натпревар, без да биде забележана ниту една победа. Во второто коло од Суперлигата во мечевите кои се одиграа во Прилеп, единствениот бод го освоија кадетите кои одиграа 0-0 со Шкупи. Младинците го претрпеа и вториот идентичен пораз од 0-3 против врсниците на Шкупи. На гостинските средби на двата клуба одиграни на теренот во Скопско Волково, помладите пионери и пионерите на Шкупи забележаа минимални победи од 1-0 над врсниците на Победа. За потврда на најуспешниот викенд дојдоа и двата гостински порази во регионалната Пелагониско-Езерска лига. На надпреварите против врсниците на Пелистер во Битола поразени се помладите Петлиња со 2-1 и Петлињата со 1-0. Шанса за поправање на впечатокот, иако жребот беше крајно неповолен, затоа што од 5 генерации 4 имаат тешки гостувања, се надпреварите во осмина финалите од Купот на Македонија за млади категории. Утре од 11 и 13 часот во Ѓорче Петров, кадетите и младинците на Победа гостуваат на врсниците на Македонија Ѓорче Петров. Од 11 часот во Тетово, пионерите ќе го започнат надпреварот со домашниот состав на Шкендија, а од 15 часот во Струмица е закажан почетокот на надпреварот на помладите пионери на Академија Пандев и Победа. Единствени на домашен терен во овие куп надпревари ќе играат Петлињата кои во четврток од 11 часот на теренот со Вештачка трева во Прилеп ќе бидат домајкини на врсниците на Ревнова. Од фудбалот и радосната вест дека по двата стартни порази првиот триумф во новата сезона на првата лига го остварија фудбалерките на Победа. Тие на гостувањето кај Борец во Велеславија висока победа од 6-0. Надпреварот со својата ефикасна игра го одбележа Јована Ѓоргиевска која постигна 3 гола. Два пати во листата на стрелците се запиша Сара Петреска, додека својот првенец го постигна и Евгенија Крстеска. Од спортот и информацијата дека прилепскиот шаковски улемајстор и репрезентативец Звонко Станоевски постигна уште еден вреден успех. Во конкуренција на 160 шахисти од Македонија, Србија, Бугарија, Италија, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово, Станоевски го освои првото место на првото издание на меморијалниот турнир Арбен Џафери кој го организираше Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Иако имаше петти ранкинг и беше во групата на тројца учесници велемајстори со бугаринот Дренчев и нашиот Кутиров, на крајот Станоевски го освои првото место. Во 9 одиграни кола забележа 7 победи, 1 пораз и 1 реми, па на крајот со 7,5 поени, колку што во конечниот збир на поени освоија интермајсторот Филип Панчевски, неговиот колега по титула Велислав Куков и Љубомир Данилов, двајцата од Бугарија. Сепак, заради подобар скор на крајот од рацете на градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, заслужено го прими големиот пехар наменет за победникот.